ние денеска ќе го почнеме денот со мојот колега Тони Димков. Тони, добро утро. Добро утро. Поводот ни е оваа книга, која што се надевам дека која што е издадена, ама се уште не е промовирана, Тони, нели? Ова е се уште мириса на печатарска боја, ако смеам така да кажам. А која што се состои од, ако добро изборив, 28 интервјуа, чисто автор си ти, а кои се објавени во додатокот на Слободен печат за култура, тоа е значи културен печат, кој што излегува негде од октомври 2019 година. Тоа е една идеја и соработка со нашиот драг и многу ценет колега Злате Лозановски. Се појави пред 2 години таа идеја и морам да кажам дека сега гледајќи го Слободен печат и од внатре, да кажам, заради тоа што јас превземав некои работи, во сабота кога излегува културниот печат, мислам дека баш онака забележливо има една публика која го дочекува да го види, да го прочита и така натаму. 28 интервјуа, можело да има и 35 и 40, предпоставам, или веќе ќе има наредната година 111, така е. Кои се луѓето со кои разговараш, бидејќи јас гледам таму има едно мноштво од релевантни луѓе за македонската култура, па би рекол дури обштествена, една не само строго културна дејност и така, но како ја прави селекцијата, кои се луѓето со кои што разговараш? Ќе тргнам нели од моментот што го навести дека книгата буквално пред 7-8 дена е излезена од печат. Практично се обидовме да ги фатиме сите тие рокови што се нели предходно во воведот спомна, стигнавме во последните денови од годината и нормално е нели да годината биде заокружена на некој начин, меѓутоа и сите тие работи што се поврзани со оваа година да бидат завршени во рамките на оваа година. Така што книгата е испечатена пред неколку дена, се работеше изминатава, нема да кажам цела година, затоа што тоа кампањски, нели, како што си е процесот на работа за правење на една книга, се работеше цела година, меѓутоа сепак печатењето излезе да биде сега пред неколку дена и практично ти си еден од првите кој што имаше можност да ја допре книгата. Со задоволство. Баш ми е драго. Каква е смислата денес уште книги да се издаваат? Оти јас ги имам тие дилеми, јас сум на страната да издавам книги, ба сакам и тебе да те прашам, како ја гледаш смислата на тоа? Книгата е само една, барем според мене, логична последица на тоа што го правам во културен печат. Културен печат кој што исто така спомна дека е од 19 октомври 2019 година, на идеја на Злате Лозановски, одговорниот уредник тука во Слободен печат, со кого што заедно работевме во граѓански пред една деценија таму некаде 2012-13 година. Еден од најдобрите неделници, морам да кажем, кој штета излегуваше неколку години. И нешто што мислам дека Македонија веќе нема да го има. Нема да има можност да се повтори такво нешто, бидејќи едноставно гледаме дека состојбите одат во спротивната насока, не во таа насока. Само уште да го спомнам Миле Јовановски, кој што беше издавачот и моторот на целата така е, кој што имаше специфичен концепт и точно знаеше што сака и еве можеби ќе се навратиме на тој период околу ќе стигнам до одговорот на твоето прашање. Значи Миле Јовановски направи специфичен концепт во кој што одлучи културата да биде на првите 30 страници од магазинот. И тие 30 страници ги правевме заедно со Злате Лозановски. А после тоа идеше политика, економија, свет, не знам што и такви работи. Така што таа идеја на Злате Лозановски која што беше се реализира од октомври 2019 како неделен прилог за култура на 8 страници во Слободен печат, практично беше логично навестување на ова што сакав јас да го ставам во книга. А зошто книга? Затоа што книгата сепак е, како да кажам, еден уметнички артефакт. Значи нешто што излегува надвор од рамките на времето. И мојата цел беше тука се ставени само 28 интервјуа. Од првите 30 броеви на културен печат што излегува во Слободен печат, се одлучив некако во тој период кога ја подготвував, значи книгата е замислена уште пред година и пол. И во тој период мислев дека ќе биде добро да се тргне од првите 30 броеви, па понатаму ќе видиме до каде ќе стигнеме. Сега со текот на времето гледам дека веќе има во сабота ќе излезе 111-тиот број на културен печат. Во сите броеви има по едно големо интервју. Значи ние можевме да направиме и книга од 111 интервјуа, меѓутоа тоа како проект ќе беше
толку обемно што практично ќе беше на работна реализација. За да биде сето тоа олеснето, се одлучив за 30, првите 30 броја и 28 интервјуа. Има идеја, значи да се појави и втора книга, така што, али за тоа ќе размислуваме до година. Морам да кажем дека од секојаш со голем симпатии сум гледал на таа идеја на Миле Јовановски, културата да биде доминантната содржина со која што треба да почне едно издание. Денеска во Македонија културата како новинска содржина, како новински ангажман, речиси ја нема. Значи на националните телевизии, јас да бидам искрен, македонската радиотелевизија не ја следам веќе со години, така што не знам како е таму третманот, сосема случајно понекогаш нешто ќе вклучам, но националните телевизии или ја воопшто ја нема, или ја има во една сосема кратка поводна смисла ако нешто се случи негде, па главно се третира политички, значи ако има некој скандал, нешто, парите, едно, друго, трето. Но на начин како што тоа го прави Слободен печат, а ако смеам да кажем и утрински брифинг, би со колешката Сашка Бубевска се трудиме барем 3-4 пати во неделата да имаме соговорници кои што се од област на културата, тоа не го прави никој друг. Има ли смисла тоа, Тони, бидејќи си ти долго во оваа област? Прво, има ли за што да се говори, дали тоа што се говори е важно и дали тоа на крајот придонесува за општеството и ако го нема, дали е практично пропуст на другите, а не на културата? Значи, дека има смисла говори фактот што културен печат е фантастично примен од читателите. Неколку постови што сум ги објавил, ова зборувам сега на личниот профил на Facebook, неколку постови што сум ги објавил во врска со културен печат иделе над 1,3-1,4К реакции на чита. Да, 1,4К. Сакам да кажам овие кои што така. Така што, значи, смислата е во тоа, луѓето сакаат култура, луѓето сакаат да прочитаат за културни настани, сакаат да прочитаат интервју, сакаат да прочитаат осврт после некој настан што се случил. Значи, новинарството на некој начин, нели, цело време го зборуваме тоа copy-paste, и најчесто културата е третирана copy-paste, односно ќе стигне информација за одреден настан, тој настан ќе биде најавен и толку. Значи, веќе нема каде да се објави или не се објавува, не знам зошто, осврт кон некој настан што се одржал. И практично луѓето знаат дека нешто се случува, меѓутоа не знаат дали се одржало, како се одржало, дали било добро, дали било лошо. Едноставно, значи, во таа смисла културата е истисната од медиумите. На крајот на краиштата, често забележувам дека на некои културни настани, независно дали се големи фестивали, концерти, промоции и такви работи, најчесто забележувам дека јас сум единствениот новинар кој што е присутен на настанот. Не достига тој момент на следење на културата на оној вистински начин кој што го практикувавме пред 10 години, еве, па и пред 20 години јас и ти заедно се запознавме, мислам, у Добро утро Македонија на МТВ. Тогаш јас модел со камера, да речеме, на 3-4 настани во текот на една вечер, па Иван Андреевски ми се чудеше шо прееш ти навечер со камерите, шо све снима. Монтира се бали у 6 саат за у 8 да отиде у програма. Сладко се смеам, бидејќи во 80-те години кога почнав новинарство, јас заправо бев неколку години се зајавав и со театарска критика и ги значи си го следел Млад отворен театар. Не само Млад отворен театар, едно време бев и селектор на МЕС, тоа сега кој ќе се каже мали експериментални сцени, тоа беше еден од најголемите фестивали. И денеска има. И денеска, ама во онаа бивша Југославија со огромна културна сцена, со многу важен театар. Но не ми е тоа зборот. Имаш ли денеска проблем да ги наполниш 80 страни за култура? Воопшто, напротив. Јас за секој број на културен печат, еве, кажавме 8 страници, јас имам најмалку двојно повеќе материјал отколку што имам простор. Најмалку двојно повеќе материјал. Особено што... На кое ниво е македонската култура? Има и една, како да кажем, може да се разговари за тоа, дали не сме една парохијална средина во која што се случува култура, ама тоа е тука меѓу нас, стандардни актери, мали пари, нешто се прави, ништо не се прави, или напротив, пробиваме и вон, што би се рекол, границите на Табанов, се ако го земе како метафора за дека... Прво ќе спомнам дека, еве, периодов што го живееме овие две условно јас ги викам нулти години,
бидејќи со коронава многу работи дојдоа на некаква нула и не можеме да мрднеме од нулата, меѓутоа откако се воспостави некаков ред, се воведоа некакви протоколи, значи првите луѓе што изреагираа на корона кризата беа уметниците, кои што откако видоа дека им е забранет просторот во физичкиот влез, значи галерија, театар, музеј, тие веднашка се свртеа кон онлайн, кон дигитално представување на своите дела. Особено музика. И музика, и театар се правеа, онлайн представи се правеа онлайн изложби, виртуелни прошетки низ музеј. Значи први што реагираа на корона кризата беа уметниците. И тие максимално сака времето што практично им се создаде како слободен простор затоа што сите бевме нели затворени минатата година. Значи тој слободен простор и тоа слободно време гледа максимално да го искористат за да направат нешто плюс, нешто екстра од тоа што претходно можеле да го направат. А дека има импакт културата не само кај нас, туку и воопшто, па ние никад не сме добиле номинација за Оскар, така? Овие 2 години добивме и номинација за две номинации за Оскар со медена земја. Секоја година веќе почнаа македонски филмови да учествуваат на Санденс, да учествуваат во Венеција. Точно е тоа, Тони, но сакам малку да те конфронтирам на таа идеја, бидејќи јас памтам децении кога она што се случуваше во културата имаше силен импакт, силно влијание дури врз политиката во онаа општествена смисла. Значи, да не говорам за театарски режисери, за филмски режисери, актери, писатели, кои што со своите интервјуа побудуваа општествена широка, да кажам, некаква реакција. Имаше полемики, сега да не ги спомнам 90-тите, бидејќи тоа за многумина може 17 години, така натаму 80-тите секако и така. Денеска некако, како да кажем, тој свет ќе поттурнат на маргините, а нашите главни селебрити се најпознати фаци се овие политичари кои што ние преплавија стварноста. Ама јас не ги обвинувам нив, јас говорам за нашата цела општествена страна, оти ние им дадовме простор, ние го прифативме тоа и се согласивме со тоа. Во таа смисла дали културата има денеска нешто да каже? Значи практично самиот го каже и одговорот, бидејќи целиот третман на општеството кон културата, значи веќе не е фокус културата, туку фокус се некои други селебритис и ако да речеме направиме разговор на тема зошто е толку тешко да се најде човек кој што новинар, кој што би сакал да третира култура. Веќе никој не сака да третира култура, сите сака да следат политика или економија. На тоа велат од тоа не може да се живее. Така е. Значи, практично одговорите во тоа што целиот третман на општеството е таков кон културата. Не дека културата самата по себе не носи вредности или не носи квалитети или нема. Напротив, има. Има се повеќе, значи, и ликовни уметници, и музичари, и сликари. Сликарите веќе не се во оној класичен, нели, однос штафелај, масло, платно. Значи, повеќето од условно кажано, ликовните изложби што сум ги проследил во последниот период, значи се тоа амбиентални инсталации, перформанси. Интервенциите во простор се од 70-тите години, нели има и тогаш групи кои што го работеле тоа, меѓутоа сега сето тоа е измодернизирано, се користат современите дигитални алатки, така што значи има развој, има трансформација, има доволно чинители нели на тој културен живот, меѓутоа за жал третманот на општеството кон тие луѓе е таков. Не само на општеството, дури и на Министерството за култура. Секоја година кога ќе излезе годишниот извештај нели за проекти што се поддржани од Министерството за култура, сите се жалат мал е износот. Да, затоа што така е одредено, нели, со буџет пресечено е толку ќе оди за култура и едноставно кога ќе се поделат на сите тие апликации пак, а цела држава аплицира на тој конкурс и кога ќе се поделат апликациите, стварно излегуваат некои си, не знам, ситни суми од кои што и уметниците и ниту може да го направи сопственото дело, ниту може да го реализира проектот, единствено што може да направи со тие средства е да испечати каталог. И толку. За крај да те прашам, има ли некаква, да кажем, нова авангарда во оваа современава култура? Морам да кажем дека од она јас што го следам, а немам така добар увид како што тоа ти го имаш, бидејќи сепак си многу повеќе посветен на тоа. Некако идеите се рециклираат од некакви минати децении и така натаму, од некакви и теориски, па и, да кажем, актуелни уметнички, културни движења кои што се повеќе подсетуваат на 60-тите, и
гна ми младиве слушаат музика кои биле хитови у наше време. Јас со моите деца понекогаш се смеам, бидејќи им ги знам песните баш од пред 30-40 години. Има ли нешто што е ново, нешто што е значајно, не неопходно ново, но нешто што може да придвижи и повеќе од колку е што е само строго погледнато уметничко некое движење и така? Па, едно мислење е дека, да речеме, многу е тешко во современиот свет да се изведе револуција. Бидејќи сите процеси водат кон некако вид на еволуција. И сите тие нови пројави практично потпаѓаат под истиот третман на општеството. Може нешто да е фантастична појава, а воопшто да не биде забележено, затоа што едноставно немало некој да отиде на новинар или критичар или што и да е, не отишол едноставно на настанок. Добро, Меѓутоа, што е право, никогаш и не било толку искомерцијализирано разбирањето за успехот во културата. Денес како не направиш пари, ти си неуспешен, па тоа помалку се свели во тие области. Мислам дека никулците на развојот и на новите форми ги носи независната сцена, која што пак кај нас исто така е малку тргната под тепих, која што нема ниту каде да се представи, ниту како да се представи или со минимални средства се представуваат. Тука се никулците, меѓутоа пак ќе се вратам на третманот. Може и најфантастично дело некаде да се случи низ Скопје, а никој да не го забележи. И тоа е за жал така и затоа постои културен печат да се подсетиме, се обидува да ги забележи тие работи. Ќе се промовира ли книгата? Има некаква сега идеја сега да се направи спомнавме нешто? дека пред неколку дена е испечатена, овие денови особено додека трае таа новогодишна условно фешта, ќе почекаме да поминат празниците, па отом потом, значи до година ќе размислуваме Ајде, околу Тони, промоција. да ги собереме луѓето да се видиме. Ако Прво нешто да видиме протоколите што ќе кажат после тоа е нова точно, година, тоа е точно, а така потоа е. ќе размислуваме и за промоција на книгата. Тони Димков, интервју и разговори, збирка од 28 објавени интервјуа во Културен печат. Благодарам за утринско освежување културно. Благодарам и на тебе за поканата. Ова е прва покана за Културен печат, е овако официјално да ја представиме книгата. Баш ми е драго, се надевам дека ќе правиме и директен пренос од промоцијата. Што ми биде драго.